Сите посети кои што ги имаме во руралните средини и во општините каде што се среќаваме со голем број на граѓани кои што пројавуваат интерес за мигрирање од град во село, пред се лица кои што имаат потекло од село и сакаат да мигрираат од град во село и имаат се уште имот на село, лица кои мигрирале од село во град, а кои не го задржале имотот на село и невработени лица од градските средини, да имаат можност преку поволен пакет на мерки и бенефиции, кои што ќе се состојат од парични средства за купување или изградба на нова или реконструкција на стара и веќе постоечка куќа на село, добивање на бесплатно државно земјоделско земјиште за обработка и користење на бројните мерки кои преку програмите за рурален развој им стојат на располагање на земјоделците и се однесуваат пред се на субвенции за набавка на земјоделска механизација, потоа како дел од пакетот на мерки и бенефиции ќе биде овозможена еднократна парична помош во рок од 18 месеци како почетна инвестиција за да може да се прилагодат на животот на село, да можат да добијат износ од 270.000 денари за тие 18 месеци, дури да обезбедат собствена екзистенција, собствен прилив на средства од земјоделското стопанство кое што ќе го започнат и кое што ќе го формираат и кое што ќе почне да носи приноси. До тогаш овие средства ќе им бидат добродојдени и ќе можат да екзистираат од овие средства. Понатаму исто така им стојат на располагање останатите мерки кои што се однесуваат на 80 настотна подршка во делот на веќе презентираните проекти кои што исто така ќе почнат да функционираат и да се применуваат од 2017 година, кои што се однесуваат на набавка на системи капка по капка и искупување на бунари, каде што единствена инвестиција и трошок на оние лица кои што се заинтересирани да мигрираат од град во село ќе бидат 20% од вкупната инвестиција и исто така ова ќе се однесува за набавка на високо приносен добиток, доколку некој кој што ќе се врати на село ќе сака да се занимава со одгледување на добиток. Значи, проектот е насловен како од град во село за нов почеток и ќе може да обезбеди услуги кои ќе бидат, како што спомнав, во комбинација со веќе достапните мерки и активности кои што се нудат преку програмата на владата на Република Македонија и ќе стимулираат лица кои што ќе сакат, кои што ќе изразат желба, а веќе постои таков интерес, бидејќи постојано има јавување во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и на неколку средби веќе кои што ги имаме со оние кои што се заинтересирани, ги даваат и своите предлози кои што ќе значат дел од концептот на законското решение кое што е во подготовка и кое што Собранието на Република Македонија по претходно донесени и усвоени одредби од законот од истиот закон ќе бидат доставени до Собранието преку владата на Република Македонија. Значи, критериуми за учество ќе бидат за оние лица кои што живеат во град, а кои што претходно мигрирале од село и го задржале собствениот имот на село, лица кои што мигрирале од село во град, а кои што немаат собствен имот на село и невработени лица. Предност ќе имаат лицата кои што се во брачна семејна заедница и кои што имаат повеќе детно семејство, оние лица кои што се невработени или лица кои што максималниот месечен приход по семејство не поминува повеќе од 32.000 денари, 32.173
денари и ќе се однесува за населување во села, во населени места во рурални општини, каде што бројноста на жителите не поминува повеќе од 500. Целта е да ги заживееме селата, да овозможиме развој на земјоделието во селата кои што биле напуштени, значи да обезбедиме услови за оние кои што ќе се вратат на село и еден од првите критериуми кои што ќе овозможи стимулирање, односно исполнување на можноста за добивање на ваков вид субвенција ќе биде да лицата живеат во градските средини. Првата субвенција која што е најбитна и која што ќе стимулира она што значи изградба на нова куќа, набавка на стара куќа или реконструкција на веќе постоечка куќа за домување на семејството кое што ќе се врати на село, е добивање на неповратна субвенција во износ од 6.000 евра. Значи, овие средства ќе ги добијат како неповратна инвестиција од страна на државата и овие средства можат да ги употребат за набавка на куќа, за набавка или изградба на куќа, изградба на нова куќа во тие населени места или реконструкција на веќе постоечка куќа. Ова ќе им биде за значаен износ кој што ќе овозможи да обезбедат дом каде што ќе бидат сместени кога ќе се вратат на село. Понатаму многу битна финансиска поддршка ќе биде почетниот износ кој што ќе го добијат во износ од 270.000 денари како средства кои што ќе им овозможи премостување на периодот до добивање на приноси од основањето на земјоделското стопанство па до првите плодови кои што треба да ги добијат од обработката на земјоделското земјиште или од одгледувањето на добитокот. Исто така, владата и министерството преку веб страната на министерството со понудениот пакет на мерки ќе достави преглед на земјоделски површини во државна сопственост кои што ќе можат да ги одредат апликантите за одредени населени места до 500 жители и да добијат бесплатно земјиште, обработливо земјоделско земјиште до 3 хектари. Доколку има некои кои што од апликантите кои што сака да обезбеди поголема површина во државна сопственост, за нив ќе важат актуелните цени за закупнина согласно законот за земјоделско земјиште. Значи, она што ќе го обезбеди државата ќе биде 3 хектари земјоделска површина. Исто така, во однос на добитокот, оние кои што сакаат да се занимаваат со одгледување на добиток, ќе биде извршена измена на законот за пасишта, каде што ќе се обезбеди бесплатна концесија на пастиштата и тоа за крупен добиток до 1 хектар како можност 1 хектар по грло на добиток за крупен добиток, најмногу до 5 грла, односно 5 хектари бесплатна концесија за пасишта, а за ситен добиток до 0,2 хектари по грло, а најмногу до 50 грла ситен добиток, односно 10 хектари. Понатаму, како што спомнав, доколку некој за прв пат, а има такви заинтересирани сакаат да отпочнат со да се занимаваат со земјоделско стопанство, значи со земјоделие, Агенцијата за вработување на Република Македонија преку консултантска компанија ќе обезбеди обука, извршување на обука за сите оние кои што сакаат да бидат предприемачи во областа на земјоделието, да се занимаваат со земјоделско производство,
во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и за таа одлука да добијат соодветен сертификат кој што ќе обезбеди услов за конкурирање на јавниот оглас кој што ќе биде објавен во 2017 година. Значи, овие се дел од мерките кои што ќе бидат ставени на располагање и нормално ќе важат за сите мерки во делот на инвестициите, дали во набавка на добиток, дали во делот на набавка на системи за капка по капка, соодветните критериуми кои што ќе бидат предвидени во програмата за рурален развој за 2017 година.